Прифаќањето на промената на парите, прифаќањето на промената на химната, на грбот и на знамето е надвор од секоја здраворазумска логика. Таквиот чин е во директна спротивност со државните и национални интереси. Никој не му дал право на Зоран Заев да отпочне разговори и дебати за промена на националните обележја. Никој не му дал на Заев овластувања да ги осуди борците од народно-ослободителната борба дека извршиле геноцид врз албанците. Секој ден станува се појасно зошто Заев не сака да ја каже цената за добивањето на подписите и поддршката за формирање на идната влада. Народот гледа дека се што е договорено е на штета на Република Македонија и македонскиот народ. Народот гледа дека Заев се чувствува пријатно и во друштво на политичари кои го негираат неговиот идентитет и тврдат дека пред 100 години не постоеле македонци. Зоран Заев ќе ги прифати и нивните тврдења само за да обезбеди подпис повеќе со кој би дошол на власт. Негирањето на државата, на химната, на знамето и на грбот за Зоран Заев и СДСМ не се проблем доколку им помогнат да состават влада. Толку е патолошка неговата потреба да се дограби до власт. Логиката на Зоран Заев е тој да ја води владата, па макар таа била и тиранска. Тој да дојде на власт, па макар цената била и целосно прифаќање и реализирање на елементите од тиранската платформа. СДСМ е уценета партија. Незиното раководство е до гуша заглавено во скандали и криминали и затоа е подготвено да ја прифати тиранската платформа, која директно задира во националните и државни интереси. Аболицираниот криминалец Зоран Заев, исплашен за истрагите за криминал кои се водат против него, е подготвен да преговара и договара нови национални символи, знаме, грб и химна по насоки содржани во тиранската платформа. Обмислена од странски премиер, подпишана во странска држава. Ова веќе нема никаква врска со лагите кои ги кажуваше во изборите за живот во Македонија, за повисоки стандарди, за еднаква Македонија за сите. Ова веќе е претворање на Македонија од едно мултиетничко општество во бинационална држава. Прифаќањето на тиранската платформа од страна на СДСМ ќе значи редефинирање на Македонија од која нема назад. ВМРО ДПМН му нуди рака на СДСМ за спас од уцените и за спас на Македонија од разнебитување. Тиранската платформа беше изборна програма, не беше изборна програма нити на СДСМ, нити на било која политичка партија во Македонија. И е целосна изборна измама после изборите. Тоа е спротивно на принципите на парламентарната демократија. СДСМ може да ја прифати понудата за распишување на нови парламентарни избори заедно со локалните, каде граѓаните ќе гласаат и за тиранската платформа. Доколку СДСМ се сомнева дека платформата од Тирана е штетна, тогаш го повикуваме да се откаже од сите нејзини елементи, пошто ќе ги поддржиме да формираат влада без уцени.